за Ајверо. Аман бе човеци, шо се случува? Од сите страни се вишат думане. Дали у Струмица пожере горат или на бомбардират душмане. Ни Струмица огин ге горе, ни бомби фрлят душмане. Бели думане се дигат од дворовто на струмичане. Од Егејска мала горе до Чифлико, од Карпуш дур до Еленица. Сите човеци прават Ајвер за зимница. На сите страни печки горат, картоне, дрва, сачки и прачки, печи, люпи, мели и бърки, а после топол на лед гумачки. Ама не е баш така лесно, Ајверо много тешко се права, од Сабајле да го зафанаш, цел ден не те разправа. Додеке суичко, додеке време, купи си чушки од старото семе, а за рецепто на струмичане ке ти требат и патличане. Сите у дворот седани у круг, кој на столче, кој на кютук, рачки вадат, а семето вонка, да не остане ни една ронка. Тамам се изчистил цела вреќа, друга работа веката чека, затова иш не се парляви, земи шпирто, огин завали. Почни веднага без да се влечеш, сите чушки да ги изпечеш, дуй си на прста ако сакаш, да не се изгореш додек ги обракаш. Чушки изпечени од милина, ги клаваш одно у најлон кесина, додек да набабрат, додек ги задушаш, можеш еден цигар да изпушаш. А после пак за работа се фајки, джабе псуваш мајки и шајки, немаш време ни за јадене, а да чека чушки люпене. Ти ги люпаш, они се лъзгат, еме гадно, еме досадно, дур стаја си го гледаш зоро, дурдек летат шлюпки низ дворо. Таман си завршил со люпене, чушки патлиџенат чекат на мелене, клаваш у мелницата со едната рака, а со другата врташ додек не ти укапа. После се зима голема тава и целиот мастраф унатре се клава, до печката веќе пак си залепан, кој те пите од си утепан. Мажо слободно може да реше, женда да бърка от типуарно меше, ама да немаш проблеми у брако, завърти си се на кајуджако. За тая работа първо взимаш дълга бъркалка от дърво, а после бъркаш отдоле, отгоре и падаш Ајверо да не ти загоре. Додек бъркаш, нем да забраваш, сол, люто и зехтино натре да клаваш, Ајверо пръска, мора да внимаваш, рубите барбат да не ги направаш. На тих огин Ајверо го пържи, още 3 сата машки издържи, на време гледай да го извадаш, утопли тегли за да го клаваш. Сбери още малко сило у раците, за да ги стегнаш силно капаците, ако Ајверо после не ти му лесе, женен ти сигурно ќе го ареса. Остави малко и ученичка, за да си мезаш с ракиичка, децата нека мачкат как им уйдисе, устай ги да ядат додек не им бактисе. Коските болят, одме легнуваш, по таков ден мръзки сонуваш, ама арно шо има Ајвер, оти Бог да чува от побетер. Тешко се права Ајверо, това сите го знаеме, ама да сме живи и здрави, до година пак ја оправаме. Ајверот го прават насекаде низ Македонија. Така ли е? Така е, се разбира. Го прават, ама има една голема разлика. Всушност има две разлики. Секаде во Македонија се прави ајвар, а тука се права Ајвер. И секаде во Македонија го прават од пиперки, ама тука се прави од чушки. Така е. И токму затоа, жените од Струмица беа иницијатори и организатори на првата струмичка Ајверијада. Добро дојдовте на струмичката Ајверијада во организација на жени од Струмица, а под покровителство на градоначалникот општина Струмица и општина Струмица. Манифестацијата за отворена ќе ја прогласи градоначалникот на општина Струмица, господинот Зоран Заев. Господин Заев, погледнете. Драги мои сограѓани, верни следбеници на нашата традиција.
Струмица од секогаш важела за град во кој живеат вредни домакинки и домакини. А струмичкото поднебје со сите Божји дарови, меѓу другото е препознатливо и по производството на најквалитетните црвени пиперки, меѓу кои доминира куртовата капија. Како резултат на спојот меѓу домакинлакот и црвените пиперки, нашиот народ многу одамна го смислил и направил ајварот како еден од највкусните и најавтентичните специјалитети на овие наши простори. Иако станува збор за специјалитет од балканската кујна, потеклото на ајварот е од Македонија. Јас би додал што ме од Македонија, тогаш мора да е од Струмица, од и логиката вели. Од кај се пиперките, од таму е и ајварот. Единствено што не е македонско и струмичко тоа е името, бидејќи доаѓа од турскиот збор хавијар, што значи солена икра. Струмичани од секогаш ја почитувале традицијата, па ајварот и ден денес се прави во секое семејство и во секој струмички двор. Во името на таа традиција, струмичките жени дојдоа на идеја во нашиот град да се организира манифестација во чест на ајварот, која ја нарекуваме ајверијада, според името на овој специјалитет на струмичкиот дијалект. Значи не ајваријада, туку ајверијада. Се разбира, јас како градоначалник и општина Струмица, таквата идеја, како и секогаш, веднаш ја прифативме. Како резултат на тоа, еве сме собрани овде да се израдуваме на првата ајверијада, која има за цел да го истакне мајсторството на струмичани во правење ајвар, но и да ја популизира уште повеќе струмичката црвена пиперка. Јас се надевам дека манифестацијата ќе помине онака како што ја замислиле жените од Струмица. Па и покрај тоа, што истата има надпреварувачки карактер, во преден план ќе биде дружењето и доброто расположение. Со надеж дека оваа манифестација ќе стаде традиционална и од година во година се повеќе ќе се збогатува со програмски содржини. Првата струмичка ајверијада 2011 ја прогласувам за отворена. Нека ни е со среќа. Ете така, драги мои и драги сограѓани, манифестацијата е отворена, а сега на свечен начин ќе ја отвориме и дегустацијата на пристигнатиот ајвер. Тоа ќе го стори нашата маскота, да ја поздравиме со еден аплауз нашата маскота, струмичката чушка, кој има ножици в раце и ќе ги пресече лентите. Па повелете на дегустација.
се разбира градоначалникот е повеќе од задоволен. Ова представува навистина автентична идеја на жените од Струмица. Ние успеавме само да ја подржиме, за да денеска имаме првата еверијада во Струмица. Она кое што го гледам и од присуството на луѓето, и од жените учеснички во самата организација во манифестацијата, представува за мене успешна манифестација. Се надевам дека во иднина ќе се усовршува. Сакам навистина да им се заблагодарам на сите жени, учеснички во оваа работа од идеја до конечна реализација, на струмичката естрада, на вештите жени, на сите што еве оваа недела пред големиот празник 11 октомври го збогатија и дадоа нов шмек и дух на живеачката во Струмица. Јас се надевам заради тоа што гледам многу лица надвор од Струмица овде присутни, кои што знам дека ќе пијат кафе, ќе пијат по една пијачка овде, ќе остават пари во Струмица. Целта не е таа да има економски придобивки. Пред се целта е афирмативна на Куртовската капија, на црвената пиперка, на ајверот, кој што струмичани со години и традиции наназад го произведувале. Генерално целата ова организација, се што гледате што е вклучено, е помалку од 100.000 денари, 95-6.000 денари. Според сите пресметки, и тоа се навистина символични средства за една ваква организација која што потекнува од самите граѓани, од жителите, од жените од Струмица и Струмича. Ајверот, шушките ги мечеме, ги лупиме, ги вареме, со патличани и така. Да, колку коран го јаде вашиот ајвар и дали го јаде? Да ви кажем наискрено, Коран и јас и мојот сопруг не сме толку по ајварот, него малиот Саше, он е најповеќе. И така го јадеме. Так, а колку знаата го подготви и дали научите? Да, знаата исто подготвува исто. И сега кога се во Италија си понесоа исто и тегли. А пред малку, пред 2-3 дена имавме гости од Италија, со Горан, исто го пробаа ајварот и рекол дека е стварно. Доста 30 кила пиперки, чушки, посурашки, 10 кила патличани и 2 кила зејтин масло. Најубав, не знам, веројатно традицијата да се подготвува фамилиарно, да учествува целата фамилија и со многу љубов да се подготви. Да, пред се должи на рецептот. Значи, потребно е доволен број на пиперки и патлиџани и да се извади на правиот момент при печењето. Значи, да се извади во момент, ако помине овој момент, нема да биде такав вкусен ајверот. Пред се 2 дена, секако 2 дена. Еве, мојот рецепт, еве, јавно ќе го кажам. 40 кила пиперки, 15 кила патлиџани, 3,5 кила зејтин. По вкус луто. Ваш ли е рецептот за ајварот што е овде? Да, наш е рецептот. Така, од што е приготвен? Печени патлиџани, печени пиперки. Така да, мислам, се оде процедурата со лупење, со перење на пиперките, на патлиџаните, па мелење и... Колку време ви беше потребно да го подготвите? Да ти кажам, мако трпна работа, али доста е сладок. Времето него поставаме пред нас кога треба нешто да се направи за нашите деца. Очекувате ли да добиете награда? Се потпуно ме е исто, дали ќе имам награда. Важно е учеството и нека продолжи уште по-активна да биде таа акција, така да по-често да собираме, по-често да се гледаме. Ваша ли е рецептата за ајварот што ви? Рецептата е на сите добри домаќинки од Струмица. Како вие го приготвевте ајварот, што има во него? Во ајварот? Во мојот ајвар има црвени пиперки, патлиџани модри, зејтинче солче и малку црвени лути пиперки. Колку време ви беше потребно да го подготвите?
Обично околу 2 дена ми е потребно за еден добар ајвар да се направи. И што мислите за ваква манифестација што е за прв пат? Прекрасно! Нека продолжи, нека се зголемува бројот на пријавени домаќинки секоја година се повеќе и повеќе. Поздрав до сите и до градоначалникот и до сите жени кои што ја дада оваа идеја. Еден голем поздрав и понатаму со успех. Пиперки, патличани, модри патличани, зејтин, сол. Колку време го подкупувавте, дали е посебен рецепт или ваш измислен? Па не, традиционален. 2 дена, печење, лупење, мелење и пршење на самиот ајвар. Има надпреварувачки карактер ова манифестација. Може би очекувате ли наградата да биде кај вас? Не знам, се надеваме нормално. Што мислите за ова манифестација? Прекрасна, убаво дружење. Интересно у секој случај, бидејќи ги имаме пиперките, го имаме нели овде познати од струмички ајвар и мислам дека баш е убаво сушност, нели? Ајваријада е една манифестација која за прв пат се одржува во општина Струмица и пред се има надпреварувачки дух, а исто така и забавен, и тоа најмногу за женската популација, пред се да се истакнат нашите домакинки, како младите, така и постарите. Како го приготвите вашиот ајвар, што се состои? Има ли некој посебен рецепт, што само вие го знаете? Па не, ние со помош на постарите, значи тоа е, значи црвена пиперка, зависи од рецептот, некои стават патличен и така. Пред се треба се запази најстариот рецепт на струмичкиот ајвар. Колку дена го приготвувавте? Па не знам, 2-3 дена, не знам. И сама спомнавте дека има надпреварувачки карактер, дали очекувате да освоите некој од трите вредни награди? Па секако дека очекуваме, нели, сите што учествуваат се надеваат на некоја награда, меѓутоа не е битна награда, битно е да се запази традицијата и ова манифестација да прерасне во иста манифестација како што е струмичкиот карневал на Четиримерите и да продолжи традицијата.